Почитувани, тврдењата на СДСМ дека ВМРО-ДПМН го блокира Собранието на Република Македонија се неточни. Имено, СДСМ треба да престане да ги политизира законите за кои што на последната средба помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски беше договорено дека треба да се седне и заеднички да се состават консензуални предлог решенија кои што пред се ќе бидат во интерес на граѓаните. СДСМ и покрај договореното, наместо како владеачка партија да обезбеди атмосфера за соработка, тие единствено се служат со дневно пласирање на обвинувања со цел да ја прикријат нивната неспособност и немањето на капацитет за спроведување на суштински реформи и капитални проекти од суштинско значење за државата. ВМРО-ДПМН досега се однесуваше и ќе продолжи да се однесува конструктивно и државнички и нема да дозволи владата која што Република Македонија ја претвори во синоним за корупција да продолжи да носи закони со цел да си ги спроведуваат нивните лични и партиски интереси и криминали. Граѓаните треба да добиваат квалитетни законски решенија кои што се резултат на суштински и издржани дебати во кои ќе учествува експертската јавност, а не некакви реформи и закони кои немаат допир со реалноста и со секојдневното живење. Ви благодарам. Повелете. Слободно. Новинарите. Значи, голем дел од најважно, условно така кажани закони веќе не може да најдат зелено светло за да продолжуваат собрански процедури, но дали може да ни кажете кои се поспорни закони? Ево, знаеме, но за јавноста, кои се поспорни закони? Она што СДСМ не обвинува како ВМРО-ДПМН и коалиција, односно нашата пратеничка група, се законите Законот за служба во армијата на Република Македонија и Законот за образование. Во моментов мислам дека тече Комисијата за образование и токму тука јас би нагласила дека може би блокада може да се нарече на однесување на владеачката коалиција, каде што не можат да се усвојат заклучоците од она јавна расправа која што се организираше дури на 5 февруари оваа година. Не сакаат да седнеме заеднички, според членот 148 од Деловникот за работа на Собранието, заеднички секоја пратеничка група да се ги достави своите забелешки, заклучоци и конечно да се заврши со темата јавна расправа, односно да се поднесе извештај до Собранието за да може таа точка да се разгледа. Зошто тоа не го прават? Очигледно не им одговараше она што се дискутираше на таа јавна расправа, на која што мислам дека повеќе од 90% од присутните експерти од областа на образованието се изјаснија дека не се согласуваат со предложените реформи од страна на министерката. Ете, тоа може да се нарече една блокада на Собранието, а не ова што ВМРО-ДПМН го прави со Законот за служба во армијата и овој ќе го изуме в Законот за нов клинички центар, каде што воопшто не се постапи според договореното, исто така не се седна на заедничка маса, тие одат со тој закон во кој што нема проект, а законот тежи преку 500 милиони евра заем. На вистина таков заем треба барем заслужува пратениците да го видат дефинитивно и проектот, зошто толку би се задолжила Република Македонија и зошто токму во овој период кога е најголемата криза, кога мислам дека клинички центар ќе беше добар, да беше продолжен проектот, да го имавме во оваа пандемиска криза, но за жал не верувам дека воопшто и би можело да се отпочне со еден ваков проект, затоа што воопшто и го нема. Останува само на хартија, долгови, заеми и ништо друго и обвинувањата спрема нас кои што се апсолутно неиздржани. Па нема ништо во врска со тоа се уште во најава. Ви благодарам.